Здраво, дечки, јас сум Кика Авеира и во оваа серија на видеа ќе зборуваме за тоа како можеме да добиеме поголема самодоверба, што всушност е самодовербата и како од каде сме сега да стигнеме до голема самодоверба и среќен живот. Овие видеа можат да ги гледаат сите во суштина, затоа што сите имаме можност да изградиме поголема самодоверба, без разлика колку самодоверба имаме во моментот. Дури и јас, која што, седнувам да ги правам овие видеа и имам доста голема самодоверба, и јас имам простор да имам уште поголема самодоверба, така што секој би можело да ги погледне овие видеа и да се здобие и да научи нешто ново. Така што за да можете секој ден да гледате по едно видео, стиснете subscribe и стиснете едно ѕвонче има таму за да ви се покажува секој пат кога ќе објавам. И ајде да почнеме. Првото нешто што сакам да го потенцирам и веројатно многу пати ќе го повторам во овие видеа за да го запамтиме и научиме, а тоа е дека самодовербата е начин на размислување. Значи, самодовербата е мајндсет кој што го имаме за себе си и за светот околу нас. И како и секоја промена на мајндсет, на размислување, процесот до стигнување на самодоверба може да биде многу долг. Значи, нема нешто кое што јас можам да ви го кажам, направете го ова и ова, и одеднаш ќе имате самодоверба, наредниот ден ќе се разбудите и јас сум сега самоуверена и имам многу самодоверба. Не, нема такво нешто. Да имаше, мислам дека сите ќе го направевме тоа нешто, едно нешто, и сите ќе бевме самоуверени. Меѓутоа не, самодовербата се гради со текот на времето, со работа на себе, со многу изминати часови сам со себе и со своите мисли и со вежбање. Пред се многу вежбање. Мислам дека самодовербата е единствено нешто каде што важи она изрека fake it till you make it. Значи, во никоја друга област, нит во бизнис, нит во ништо друго не важи ова според мене, тој fake it till you make it mindset. Меѓутоа во самодовербата, во градење на самодовербата важи овој mindset, затоа што колку повеќе вежбаш и фейкаш и се лажеш себе си дека имаш самодоверба, колку повеќе се подлажнуваш себе си, толку повеќе ќе ја градиш на вистина таа самодоверба. Затоа што самодовербата исто така се гради со одстапување од она комфортна зона. И јас, ако се излажам себе си дека јас имам самодоверба да отидам и да го направам тоа, или да се сликам, или да му направам муавет на тој дечко или на таа девојка, ќе се излажам, ќе го направам тоа и наредниот пат ќе сватам дека уствари јас стварно можам, затоа што веќе еднашка сум го направила тоа. Значи, самодовербата се гради со текот на времето, може да одземе доста време и треба да се вежба доста. Значи, ова е првото нешто што сакам да го знаете, дека треба време да се стекне самодовербата и во никој случај не сакам да се бедирате, да се разочарувате ако тоа потрае кај вас. Значи, секој ја гради таа самодоверба со различна брзина. Некој ќе му треба повеќе време, на некој ќе му треба помалку време. Меѓутоа, треба да бидете упорни и да продолжите на вашиот пат. Вие сте единствена личност која што е различна од сите други и на вас ќе ви треба поразлично време од сите други. Значи, започнете да го одите патот без разлика колку мали чекори правите. Ќе треба време, ама верувам
дека сите ќе стигнеме до нашата цел. Ќе се обидувам овие видеа да бидат што е можно пократки, за да можете секој ден да го примате ова како информација која што ви го давам и да размислите. Значи денеска после ова видео размислете дали сакате да тргнете по овој пат и дали сакате да стекнете повеќе самодоверба од она што го имате сега. Дали, ако сакате, ако одговорот на ова прашање е да, се гледаме утре во наредното видео каде што ќе зборуваме за што е всушност тоа самодоверба.